Форумот на жени на Социјалдемократскиот сојуз активно зема учество во кампањата Стоп за насилство врз жени и девојчиња. Тоа е глобална кампања која започна на 25 ноември и ќе трае до 10 декември во знак на обојго светот во Портокалова. Форумот на жени на Социјалдемократскиот сојуз со низа активности сака да придонесе кон подигање на свеста на жените жртви од насилство, да го препознаат, да пријават и насилникот да биде казнет. Во овие 16 дена, како форум на жени, сакаме само погласно да зборуваме за насилството врз жени. Да кажеме не за насилство врз жени. Насилството не е начин на комуникација со жената. Насилството не е начин на покажување моќ и доминација во семејството. Напротив, насилството е израз, крик на немоќ и неспособност некои луѓе да ја разберат жената како жена и да ја дозволат да ги ужива човековите права. Бројките на светско ниво во однос на насилство врз жените вели дека секоја трета жена е жртва на некаков вид насилство. Секоја 10-та жена е жртва на сексуално насилство, на физичко насилство. Овие бројки сите ќе се сложите дека се итекако важни за сите нас. Представуваат бројки за кои што треба да разговараме секој ден, 365 дена во годината. Македонија како држава се вклучува во овие бројки и во оваа статистика. Ние, како форум на жени, даваме свој максимален придонес за подигање на свеста, за работа на полето на превенција, заштита и поддршка на жените жртви од насилство. Насилството не е семејна работа. Насилството не треба да биде премолчано. Насилството не треба да биде затворено во зидовите на домовите. Насилството е насилство и остава трајни последици по душата и телото на секоја жена. Во оваа насока ние минатата вечер одржавме трибина како форум на жени на која што дискутиравме на оваа тема под мотото Не за насилство врз жени и девојчиња. Охрабри се, пријави насилство. На трибината наши говорници беа председателката на форумот на жени на Социјалдемократскиот сојуз Снежана Калеска-Ванчева, министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, градоначалникот на општина Куманово Максим Димитриевски, членката на извршниот одбор на форумот на жени Јована Тренчевска, директорката на Центарот за социјални работи Александра Арсовска и психологот при Општа болница во Куманово Билјана Ивановска. Сите наши говорници оваа тема ја обработија од сите аспекти. Од аспектот на превенција, заштита и поддршка на жените жртви од насилство и нивно интегрирање во понатамошниот живот. Како да ја помогнеме на жената да продолжи понатаму нормално да го живее својот живот. Како форум на жени, ние во текот на целата година делуваме на подигање на свеста за заштита на жените, менување на свеста, подигање на свеста дека за насилство не треба да се молчи. Не е срамно да ти се случи насилство. Не е срамно да признаеш насилство. Срамно е и страшно е да се премолчи насилство. Затоа што секое премолчено насилство раѓа ново насилство. Жената треба да се чувствува сигурна и заштитена и во домот, и на улица, и на работното место. Како социјалдемократки, ние сме горди на ратификување на Истанбулската конвенција, која што се случи пред 3 години. Усвојување на акцискиот план, кој што предвидува низа активности во рамките на помош и поддршка на жените жртви. Отворивме шелтер центри за прифаќање, поддршка и рехабилитација на жените жртви од насилство. Обезбедивме финансиска помош преку Центарот за социјални работи, односно Министерството за труд и социјална политика, како поддршка на жените, финансиска поддршка на жените жртви. Обезбедена е стручна психолошка помош на жените жртви за да може да се вратат во нормалниот тек на животот. Во Центарот за социјални работи отворена е линија која што 24 часа во денот е дежурна
и може да даде стручна и соодветна помош на жените жртви од насилство. Сите ние знаеме дека психичкото насилство е најтешко за препознавање и за пријавување. Меѓутоа, исто така знаеме дека остава трајни траги и последици врз основа на психичкото и физичкото здравје на жената и неретко врз здравјето на децата. На трибината посебен акцент ставивме на новиот закон, предлог закон за заштита на жени од насилство и семејно насилство. Повикавме на што поитно носење, што побрзо носење на овој закон во собраниска процедура, кој што влезе во собраниска процедура символично токму на денот на отпочнувањето на 16 дена женски активизам, 25 ноември, и веќе денеска се наоѓа на второ читање. За овој закон очекуваме поддршка од сите политички партии и што поскоро донесување во нашето собрание. 2021 година очекуваме да ја дочекаме со новиот закон, кој што ќе значи целосна заштита на жените жртви од насилство. Овој закон предвидува во рок од 24 часа судот треба да донесе решение со кое што насилникот ќе се отстрани од домот. Сет на мерки со кои што ќе се даде целосна поддршка на жените жртви од насилство и вклучително и децата. Овој закон предвидува и должна одговорност, односно внимание од сите нас, сведоци на секаков вид насилство врз жената, да го пријавиме насилството и да ја заштитиме жената од насилство. На крајот од трибината сите заедно се сложивме дека оваа тема е многу важна. Оваа тема треба да биде актуелна 365 дена во годината. Да размислуваме портокалово во текот на целата година. Да делуваме на начин на кој што сите ние можеме, знаеме и умееме, наменување на стереотипите, наменување на начинот на однесување кон жената, кон рамноправноста, полот, дискриминацијата. Жената треба да се чувствува сигурна во домот, на улица и во семејството. Мора да има промена во однос на начинот на однесување дома, во образовниот систем и преку медиумите. Сите заедно можеме да придонесеме жената да живее во еден сигурен сигурен свет и да биде целосно заштитена. На крајот трибината ја завршивме со една убава мисла. Ако жената е среќна, тогаш сите околу неа се среќни. Да им дозволиме на жените да бидат среќни.